Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде пратеникот Бојан Стојановски. Добре дојде. Благодарам на поканата, Љупчо. Бојан, ти буквално доаѓаш од собрание каде што во моментов влезе изборниот законник. Според многумина би можел и денеска да се стаи на седница и да се изгласа, но се појави еден проблем, се вика СДС, кој што најавија, сите рекоа, зошто Филипче денеска најава вонреден прес од 12 и нешто во 2 часот. Ете што беше работата, најавија блокада на изборниот законник, реформски закон, кој што ќе значи многу за еднината на Македонија. Но еве, јас велам СДС се враќа дома на блокадата. Така е, Љупчо, во овој момент, бидејќи одиме во живо, се уште трае, мислам дека е веќе започната собраниската седница, бидејќи побараа од СДСМ 1 час пауза, заради нивни познати причини. Вие убаво дадовте едно интро, но јас тука би додал уште еден детал кој што треба граѓаните да го знаат. Први денеска се јавија со повици за блокада од политичката партија Левица и некако како да стана традиција тоа што Левица ќе го најави, СДСМ да го превземе, односно како СДСМ да стана прокси на Левица. Најверојатно тоа почна од последниот резултат на локалните избори, каде што СДСМ стана 4-та или 5-та партија во многу општини. И веројатно се движат во насока која што можеби не е прифатлива за нивното членство, но за раководството секако е прифатливо, но тоа си е нивна работа. Јас сакам тука да кажам две работи: кои се позициите на СДСМ, а кои се позициите на Левица. Граѓаните мора да знаат дека Левица учествуваше во работната група од почетокот до самиот крај. И сето на кое што тие го побарале било внесено во текстот кој што требаше да биде поднесен до собранието. Непосредно пред текстот да биде поднесен, бидејќи ако вие седите на маса, ако неколку месеци работите, ќе треба, и секогаш бил изборниот законник така поднесуван во собранието, со потписи на пратеници од сите политички партии. Политиката не е Facebook, политиката не е социјални мрежи, туку политиката е превземање на одговорност. Кога дошол моментот да се потпише законот, представниците на Левица побарале да се потпишат сите останати партии, ама да не се потпишат тие. И ете доколку они сметаат, сега не сме ние несериозни луѓе, доколку тие сметаат дека истиот текст кој што е договорен ќе влезе во собранието, нема да го блокираат. А замислете, седат неколку месеци, трошат ресурси и на крајот несериозно се однесуваат, сакајќи да добијат некои политички поени плюс. Тоа е една работа. Вторава работа, СДСМ денеска, тие пред некое време најавија дека нема да учествуваат во работната група. Логично и за мене очекувано беше да го блокираат, со оглед дека изборниот законник е еден од оние неколку закони кои што согласно новиот доловник и може да биде блокиран. Ја мислам дека СДСМ го блокира овој законник од две причини. Прво, наоѓа алиби да не учествува на парламентарните избори кога и да се случат, сакајќи на тој начин уште неколку години да му купат на Венко Филипче на чело на СДСМ, или припремаат алиби за поразот доколку и учествуваат на тие парламентарни избори. Но и тоа нивна работа. Тоа што мене Љупчо најмногу ми присмета денеска, во пресконференцијата на Венко Филипче, он вели вака: гласањето на нашите гласачи во диаспората е антидемократски чин. Повторувам, гласањето на нашинците кои што живеат надвор од оваа држава е антидемократски чин. Тоа не сметам дека не е само навреда, туку тоа директно иде во корелација на нарушување на македонскиот идентитет, нешто што СДСМ и подолго време го прави на назад. Оваа симптоматичност, дали мислиш дека всушност Левица е гласникот на СДСМ или пак следбениците на Левица се СДСМ, бидејќи секогаш Левица излегува прва, како што беше утрово, навистина беше премногу сомнително за да биде случајно, излегува Левица, најавува која што беше влезена во процесот и сите ја фалеа, вика леле чудо една Левица каква што е, нели? СДСМ испадна некооперативен, тие влегува и на средбите беа со премиерот и се, нели? И најнаш се појавува Левица и вели ќе го блокираме, не може да помине. Вака најдоа две рачки кои што се многу посмешни од оние на СДСМ. После тоа, после неколку часа, вонредна пресконференција, не беше најавено ништо, нели? Јас сум сведок во 12 и нешто, се најавува пресконференција на Филипче околу 2 часот. Апан се стака. Кој кого следи овде? Дали овие се гласниците или пак овие се следбениците, како што кажа и ти, гледајќи од претходните локални, па сега се што ќе направи Левица прави, или пак сепак може би се и фузирани заедно, што исто не би било случајно. Многу веројатности има. За жал, мислам дека СДСМ стана прокси партијата на Левица. Односно, СДСМ со ова раководство ја следи Левица во сите идеи, колку и да се нерационални, колку и тие идеи да немаат поента, едноставно
СДСМ станува привезок партија на левица. Многу мора да внимаваме и затоа тоа неколку пати во текот на нашиот разговор ќе го споменам. Политиката не е Facebook, политиката не е рил, а ние како политичари не сме Facebook профили. Ние, кога ќе добиеме одредена можност да дојдеме во некоја институција, превземаме одговорност заради тоа што граѓаните имаат од нас очекувања. Граѓаните имаат надеж дека ние ќе ги подобриме нештата. Ако вие се навратите наназад од кога Левица е парламентарна партија или е во дел од советите во општините, сетете се барем на една добра целоисходна работа што тие луѓе имаат направено. Едно е вие да земате плата и само да ви има на социјалните мрежи, друго е вие да влезете во проблемите, да излезете на теренот и да се обидете нешто да надминете. Од друга страна, овие другиве, затоа и толку често им се создаваат и фракции внатре во партијата. Имам информација дека викендов ќе се случи едно такво собирање во еден скопски хотел. Немајки што креативно да смислат, а сакајки да дојдат на спотвајтот на јавноста дека ете нешто превземаат против владата, едноставно некреативно ги следат до таа мера не разбирајќи дека тоа им го троши нивниот субстрат. Ние до пред 2 години бевме во опозиција, во тешка опозиција, во опозиција со прогонства, со апсења, во опозиција кога многу сериозни актери дури на светско ниво беа против политиките и одлуките кои што ВМРО ДПМН го носеше, па многу добро знаеме како вие треба да се изградите од партија која што доживеала историски пораз 2017-та до партија која што има историски победи. Вака на ваков начин и едните и другите едноставно не може да го добијат тоа што го сакаат. Прво затоа што го потценуваат народот, нешто што мене убедливо најмногу ми пречи. И втора работа заради тоа што не разбираат дека политиката не е работа на апстрактност, туку на конкретност. Тоа што вие ќе го кажете, потоа ќе треба да го истестирате со текот на времето и да го направите. Така да, мислам дека оние искрени, реални членови на СДСМ мораат да почнат погласно да ги поставуваат прашањата на адресата на нивната централа, зошто се случува ова што се случува, каде ќе запре нивниот пат. Тоа си е нивна работа. Јас не им делам на нив совети, но еве ако гледаме од некој субјективен аспект, посакувам да имаме посилна опозиција, бидејќи на тој начин и ние ќе бидеме помотивирани да дадеме посериозни перформанси кон граѓаните. Но вака како што се тргнати, сметам дека жалосно е што за еднаш големата СДСМ дојде да биде привезок партија на партија како Левица. Една работа која што се гледа од авион и штрчи така пречи на целата приказка е што зборуваме за партија која што декларативно, а и тоа најчесто декларативно, на збор, но не и на дело, го прави она што го прави, вели дека е за евроинтеграциите, за Европа. Видовме додека владеа колку беа за сето тоа, но во последно време се повеќе во другата насока. Сега блокираат реформски закон. Така е. Закон кој што ја одмага иднината, не враќа назад во тие евроинтеграции за кои што секој дневно по 10 пресконференции ќе направат и ќе кажат како вие сте биле изолирана влада, сето тоа не сте не оддалечували од Европската унија и наеднаш таа партија блокира реформски закон кој што е потребен за Македонија кога ќе дојдат челниците на ЕУ како што доаѓаат или од Брисел ќе кажат да речат браво дечки го сработивте. Не можете да го сработите тоа поради дали е премногу да се каже дека некој свесно го прави ова, а тој некој се вика СДС и Венко Филипче, го прават ова за да ве невозможат да одите напред во реформската агенда, за да и утре тие кажат види ги овие, нели, не можат да донесат еден закон кој што е толку тоа, нели, луцидно и нели тотално, мислам, хипокризија, тие го блокираат тој закон и еден од поважните закони блокираат тие, а утре ќе речат, стоите тапа со евроинтеграциите, натаму оди работа. Се сложувам со вас, има дел од мотивот кој што лежи во таа причина, но за жал ќе ги разочараме. Од 4 периоди, еден период се мери на 6 месеци кој што оваа влада го има за да ги испорача реформите согласно планот за раст и реформската агенда. Во 3 од тие периоди сме први. И сега повторно ќе бидеме први. Ете, утре завршува рокот, сега во собранието, во овој момент, како и неделата претходно, се усвојуваат закони од реформската агенда и за жал, за нивна жал, овие закони и сите врски ќе бидат испорачани, освен оваа за која што имаме објективна пречка, таа пречка се вика СДСМ и Левица. Па добро е тие така наречени проевропјани да им објаснат на челниците кои што ќе доаѓаат од Брисел зошто го кочат овој закон. Но знаете како, човек некогаш не знае дали тоа што ќе го искоментира вреди да се потроши одреден период од времето или од коментарите за тоа, бидејќи таму веќе одамна јас не гледам некоја суштина во функционирањето.
И сега тоа мора да се констатира. Знаете како, СДСМ ја разбира проевропската интеграција на Македонија само како прифаќање на бел лист капитулански барања, и на тој начин, обидувајќи се да се додвори на европските челници, да остане што е можно повеќе на власт. Гледате дека нивните позиции сега се такви. Веднаш да прифаќаме промена на устав, ќе ги почнеме преговорите, па понатака ќе видиме, никој не одговара на прашањето што ако добиеме уште едно вето. Јас сум многу среќен што како инструмент се појави планот за раст, бидејќи тие критериуми и реформи кои што вие треба да ги исполните се конкретно мерливи. И сега тука ние гледаме разликата како ние ја перцепираме интеграцијата во Европската унија, како СДСМ ја перцепира. СДСМ ја перцепира како преспански договор, промена на име, договор за добрососедство, прифаќање на француски заклучоци, вметнување на билатерални прашања, коленичење, виткање кичма, виткање рбет, додека ВМРО-ДПМН ја подразбира со достоинство, со честност и со имплементирање на реформи за кои што замислете, 3 пати сме први на Западен Балкан, далеку пред оние кои што се нарекуваат фронтранери Црна Гора и Албанија. Реалниот фронтранер по исполнување на реформи е Република Македонија. Сакал тоа некој да го сушне или не? Ние и во наредниот период, без разлика колку вие ќе се обидуваат да закочат, ќе продолжиме да ги реализираме реформите, бидејќи прво тоа е добро за нас, за нашата држава, за нашето општество, а второ затоа што сакаме да им покажеме на европските бирократи дека ние сме способни да реализираме реформи и дека ние како држава сме способни да исполнуваме реформи, проекти, цели, критериуми согласно критериумите од Копенхаген, а не само да седнуваме на маса и да прифаќаме бели листови хартија за капитулација. Една работа која што исто така повеќе од очевина за сите оние неверни томи кои што можеби се сомневаат дека ова е интенцијата на СДС да го блокира македонскиот евроинтегративен пат, за да тоа не биде заслуга на владата на ВМРО-ДПМН и коалицијата, е нешто што вели дека СДС, ти подобро го знаеш тоа од мене, немаат гласано за ниту еден од реформските закони кои што досега се поминати. Тоа е точно. Да. Тоа е точно, имавме Покажува седница. многу. Да. Во петокот имавме седница, денеска ете како што кажавме доаѓаме од седница, СДСМ не гласа за ниту еден од законите кои што се дел од реформската агенда. Толку се лошо направени? Па не може да се така лошо испаѓа. направени кога сите Да. тие закони, знаете како процесот е транспарентен. Да. И вие најчесто во сабота секогаш имате пост кај премиерот, каде што се собрани луѓето кои што ги водат ресорите и каде што има состаноци со господинот Копан, кој што е директор на таа институција која што е одговорна за проширувањето, но и за исполнувањето на обврските од реформската агенда. Так. Секој закон кој што ќе стигне до собранието, сите од министрите кои што го праќаат или кои што го потпишуваме како пратеници, бидејќи ние работиме и сме дел од тимовите за реформската агенда, е искомунициран со амбасадата на ЕУ во Република Македонија, со Европската комисија, што значи дека сите забелешки Европската комисија ги инкорпорира во законите и таму каде што имаме различно мислење, некогаш ако стигне одреден дел на аргументи кои што се спротивни на нашите, ние немаме проблем и тоа го прифаќаме. Сега, ако тие закони се одобрени од Европската комисија, од Европската унија, а ако СДСМ не ги гласа за инат, тогаш повторно доаѓаме до она кој што јас и вие го констатиравме дека СДСМ можеби не е толку проевропска колку што се прави. Па јас тука отварам прашање, дали СДСМ патот на членството на Македонија кон Европската унија го гледа на преку Софија наместо директен лет преку Брисел. Дали СДСМ ја гледа Европската унија како играње во интерес на бугарската држава и на Бугарија како земја членка на ЕУ или како еден дел од аспект на рамка во која што ние треба да исполниме критериуми и реформи за оваа држава да стане подобра. Така да тотално ми се конфузни, тотално ми се нејасни, многујато одредени забелешки што не тежат апсолутно никако. Ние многу јасно го кажавме дека нема ниту еден закон од реформската агенда да го носиме на начин на кој што тие го носеа, со европско знаменце, шверцајки го, правејќи сцени во собранието, обидувајќи се на сила да протнете законско решение. Вие сте новинар, долгогодишен, свесни сте колку е тоа важно во собранието, за секој закон има јавна расправа. За секој еден закон има. За промена, тоа минатиот за период секој еден, да. 2017-2024 тоа беше научна фантастика. Или ако ги имаше, не се зема како што беше за кривичниот законник и редица други. Не се земаа во предвид мислењата на експертите кои што беа контра нивните решенија. Апсолутно. Ние сега за 2 години мандат имаме направено повеќе јавни расправи, можеби за 2 пати отколку статистички зборувам, отколку СДСМ и за претходните 7 години. Тоа замислете во Комисијата за политички систем што ја води пратеникот Пренџов.
Ние не сме поканиле повеќе од 20 експерти, можеби на над 10 јавни расправи. Оставаме простор опозицијата да покани. Оставаме простор секој што е заинтересиран да се пријави да дојде. Најголем дел од тие забелешки доаѓаат, потоа се на некаков начин влегуваат во одредена конфигурација на амандмани кои што ние ги поднесуваме самите на себе. Ако е некоја забелешка која што тежи, ние не можеме све да знаем. Нормално дека тие кои што се постручни во фелата ќе знаат повеќе од нас. Ете, законот за судска служба, законот за јавно-обвинителска служба, дојдоа граѓаните, дојдоа вработените, ни кажаа што треба да исправиме и ете ние тоа со наши амандмани го исправивме. Ние така го перцепираме нашето работење. Секој ден кој што сака може да дојде, ако има аргумент, нека го каже на маса, ќе го измериме, ќе разговараме со институциите, ако е соодветно прифатлив за барањата кои што се инкорпорирани во тие закони или во одговорите кои што ги даваат тие закони, ние ќе го вклучиме. И тоа представува пример и тоа ќе биде пофалено. Немаме од кого да бегаме, немаме од што да се криеме, ако сме зафатиле да работиме, тогаш ќе работиме. Еден интересен феномен е исто така моментот што странските државници, кога доаѓаат во Македонија или зборуваат настрана за Македонија, ги познаваат работите многу подобро од Венко Филипчи, неговата свита. Еве, последниот денешен пример, литванскиот министер за надворешни работи, 3 пати не пофали за реформите во неговиот говор. Претходно тоа го правеше и Марта Кос, еврокомесарката за проширување, не нарече на неколку наврати реформски шампиони. Да, на тоа се должи и парите што ги добиваме еднаш први, еднаш најмногу и сето тоа, но како гледаш што низ призмата на СДС тоа не е така и само низ нивната призма, дури едни дуи не се бунат околу тоа, СДС е постојано на таа шема, странските државници кога доаѓаат, хрватскиот претседател, сите значи кажуваат една вистина, само Венко Филипче и останатите него кажуваат она што дури и Брисел го потврдува често пати. Јас одговорно тврдам дека Венко Филипче и луѓето околу него работат директно во интересите на шовинистичката бугарска политика, на некои сателити кои што кружат околу бугарската политика и времето ќе го покаже дека ова што го кажувам е вистина. Од овој аспект можете на сите функционери кои што доаѓаат во Република Македонија од Европската унија или од некои други држави, да приметите во нивните изјави 3 елементи. Првиот, без исклучок, секој кој што дошол не пофалил за реформите и за начинот на кој што ги спроведуваме, дали тоа би била Марта Кос, Кошта, министрите за надворешни работи кои што доаѓаат во државата, бидејќи тоа се препознава. Бидејќи се гледа дека постои ентузијазам, план и програма како тие реформи да се реализираат и тоа е конкретно нешто што е мерливо и зборувавме за тоа колку е важно ние тука да покажеме дека имаме желба и дека сакаме да спроведеме реформи. Втората позиција која што тие ја кажуваат, се повеќе луѓе ни укажуваат дека ние сме во право со нашата позиција, дека бараме гаранции дека ова барање ќе биде последно и дека ние тоа треба да го добиеме бидејќи е фер и дека е честно. За среќа, сигналите кои што доаѓаат од последниот самит во Тиват одат во таа насока бидејќи цела Европа гледа дека неправдата што се случува кон нас нема никаква врска со европска интеграција. Тоа не е резултат на нешто кое што се случило преку ноќ, туку тоа е резултат на долгогодишна дипломатска офанзива на нашата влада и на нашата партија. Затоа Мицкоски, како премиер, често вели ова е маратон и ние ќе победиме со нашите аргументи и веќе 2 години тој константно тврди дека во Европа има се повеќе луѓе кои што сакаат да ги слушнат нашите аргументи. И еве ги тие луѓе кои што ги слушнале нашите аргументи доаѓаат и од срцето на Македонија, од главниот град Скопје, испраќаат пораки дека тоа кое што се случува треба да престане и дека ние заслужуваме гаранции од Европската комисија, во кој што Европската комисија ќе застане позади нас и ќе ни рече да, ова е последно и тука ја ставаме линијата. И третата позиција, која што е резултат на предавничките политики на СДСМ и ДУИ, дека треба да се случат уставните измени, дека обврска која што нашата држава ја превзела. Сега, кога ќе направите вие анализа на овие 3 позиции, ќе видите разликата како ние водиме надворешна политика. И ние покажуваме дека надворешната политика не треба да биде коленичење во Брисел или во другите светски центри и префаќање на капитулации и акламативно прифаќање на тоа што значи предавство на македонските позиции, туку можеме со многу работа, со многу труд да се наметнеме со способност, да се наметнеме со знаење и да покажеме дека ние имаме став кој што е исправен. За среќа, се почесто нашите партнери од Европската унија, од светот, тоа го прифаќаат и го укажуваат. Затоа, ако направите споредба само ете да кажеме на дипломатските производи на некаков начин што ги имаат склучено двете влади. СДСМ ќе остане
позната по тоа што склучи договор, преспански договор со Република Грција и договор за добрососедство со Република Бугарија, и што тоа значи граѓаните знаат, промена на името и она кое што значи предавство на македонската историја, и ВМРО ДПМН кое што за 2 години склучи договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство, со Република Унгарија, со Република Хрватска, стратешки диалог со САД и она кое што е на оваков начин многу јасно и многу познато може да се види која е разликата. Ние така замислуваме, СДСМ така го замислува. И Турција беше во приказката последното, така што нели може и тоа да го додадеме. Но знаеш, народот има една добра изрека која што објаснува многу работи, вели ако кучето по дома те лае, некој друг го храни. Така што ова мислам дека објаснува многу, но еве, Викендов се вика Едвард Жозеф, човекот главниот човек на меѓународната кризна група, излезе со вокабуларот на Македонија, независен експерт, ценет, еминентен, и кажа ова што ви се случува на Македонија, она што го зборуваме јас и ти. Така е. Тоа го кажа човекот, но тоа не може никако да излезе од устата на Венко Филипче и на дечките од СДС. Многу неверојатна парадоксална приказка која што знаеш на крајот на краиштата, бидејќи нема никакво логично објаснување, оди кон едни работи што ги спомна токму премиерот пред некое време за некакви си ковчежиња, па се појави и некои експерти наши токму кај мене во студио дека има многу вистина во некоја си таква приказка, некои пари, затоа што тоа е најлогичното објаснување, бидејќи ако бараш друга логика, некој да се ја сече гранката на која што седи, и национално, и партиски, губи гласови и сето тоа, нема друго објаснување освен некои фирми во Петрич и сите тие работи кои што нели за жал директно беше фатен кој му го дал джипот кој што тој го возел. Така. Директно беше фатен. И ако бидеме искрени и реални, медиумот кој што ја произнесе таа информација, има на некаков начин да кажам, прилично сериозно досие во насока на произнесување на таквите скандали во јавноста, што значи дека може да му се верува. А од друга страна, не сметам дека тој медиум некој би можел да го поврзе со власт. Што значи додава дополнително на тежина, но и земајки во обзир од чие најблиско обкружување дојде тој човек и какви се карактерните особини на тие луѓе кои што му се најдобри пријатели или во случајов ментори во СДСМ, тоа е Зоран Заев. Јасно е дека интересот е тој. Мислам, не постои здраворазумен човек во оваа држава кој што едноставно не би помислил дека во тоа има вистина, бидејќи начинот на кој што тие луѓе се однесуваат во јавноста и тезите кои што тие луѓе ги бранат покажуваат дека тука навистина има друг интерес освен политичкиот. И ако ја видите вие генезата на таа политичка партија, особено од некаде би рекол 2012-13 година навака, тие не ги кријат своите афинитети служејки на другите центри на моќ на соседни држави и така натака. Тоа е на нив на некаков начин да кажам суштина во нивното делување. Ние се изнагледавме изминативе 9 години такви случувања во оваа насока што навистина не треба на нас да не чуди тоа што вие денеска луѓе го прават. Сега, тоа си е нивна работа. Како што кажав, СДСМ упорно, забрзано, силно оди кон политичка маргинализација, но нас друг момент треба како граѓани да не загрижи. Замислете вие сега да сте во позиција да водите одредена институција, можеби владата на Република Бугарија, и сега кога имате во Република Македонија две спротиставени страни, едната која што цврсто се бори за националните интереси, а другава која што вели, и по моје лично мислење, Венко Филипче има полиберални позиции во ова прашање дури од Зоран Заев и од Димитар Ковачевски. Добро анализирајте ги. Тие ако има па барем некаква кочница во некое размислување, или барем тврдеа дека не е така, или барем тврдеа ни дава аргументи, Венко Филипче има најлиберална позиција. Он вели веднаш и неодложно, без никакви гаранции да се внесат бугарите во уставот. Тоа е позицијата на Венко Филипче, што може да се види. Кога ќе видите дека имате една таква опозиција, нормално е прво да сватите дека немате дома политичка поддршка, да прифатите барем една од пресудите на Судот за човекови права и да им дозволите на македонците во Бугарија да се организираат во невладина организација ОМО или Никогаш не го спомнале СДС тоа. Апсолутно. И втора работа, ако сте чекале стотици години да дојдете до овој момент, вие можете да пречекате уште 10-15 за да ги донесете на сила овие на власт, бидејќи знаете дека со нив позицијата ви е чиста. Сега вие имате една страна која се бори, една страна која што е уверена во тоа што го кажува, една страна која што е пргава, рационална, која што има све повеќе сојузници, а од другава страна
имате сојузници, ваши сојузници кои што само чекаат да им дадете лист да потпишат капитулација. Венко Филипче, СДСМ, тоа што треба да го знаат сите граѓани, да не се заважуваат. Нема тука заважување. Тука треба директно да ја погледнеме на вистината во очи. Во овој момент се внатрешниот елемент кој што ги руши националните позиции на Република Македонија. Во овој момент Венко Филипче и СДСМ со овие ставови и даваат сила на шовинистичката страна на политиката во Бугарија да ја го прави ова што ја го прави на Република Македонија. И тука не треба да имаме политичка коректност. Ова треба да се каже на овој начин и ниту на еден друг. Неколку настани во низа го потврдуваат се тоа што го зборуваш. Прво е нереакцијата за нашинците во Бугарија за Омо Илинден Пири. Немаат еднаш споменато нешто околу нив. Тие се откажа со договорите од нашинците и во Бугарија, и во Грција, и во Албанија, и во Србија. Но, еве, тоа е едното. Другата работа е, Бугари во устав има споменато Венко Филипче 100 пати по-често од Румен Радев и сите околу него. Може да измериме, да видиме колку пати, 100 пати минимум, не само тој и неговите останати. Трета работа, последна што ми текнува е палењето што беше пред бугарската амбасада. Колку и да беше местенка, да не се лажеме, го фатија во кадар кога доаѓа, го следеа како ја пали и си замина, ајде да не влегуваме, да не навлегуваме, да не испадне сега ние навиваме за некого, но беше како што беше, да ја знаеме реакцијата на СДС и кој беше виновен за тоа. Вие бевте виновни за тоа. И последната работа е преседанот со семејството на премиерот, кој што е дипломатски скандал, секако безбедносен скандал, обелоденување на такви информации. СДС и Венко Филипче немаат реагирано со ниту еден збор. Тука зборуваме за државата, не дај Боже, тоа утре може да се случи на кого било. Значи 4 последователни работи кои што наведуваат кон тоа дека нешто смрди во државата македонска, така. СДСМ секогаш кога има можност да ја води државата, иде да го угуши свесното национално освестено македонско движење и сите оние кои што како поединци ќе се истакнат во одбраната на македонските национални интереси преку прогонства, апсења, па дури и убиства, да ги потисне, да ги занеме, да немаат глас во општеството, бидејќи на тие луѓе им одговара аморфна маса која што тие ќе може да ја плячкаат, крадат и да ги продаваат националните интереси за да бидат ден повеќе на власт. Што да очекуваме од партија која што со договори се откажат нашите малцинства? На таа партија не е гале за македонците во Бугарија. На таа партија не е гале за македонците во Грција. Па што очекувате вие од партија во која што денеска лидерот на таа партија кажува дека сите наши нашинци, сите наши македонци, сите наши граѓани кои што живеат и потекнуваат од Република Македонија, кои што живеат надвор, ако гласале дека тоа бил антидемократски чин, што да очекуваме ние од тие луѓе? Тие се луѓе кои што освен парите немаат ништо свето и тие се луѓе кои што се тотално национално оплакнати и се опасност за оваа држава. И ова го тврдам. И ова можеме да го видиме по она кое што тие го влечат како политички потези. Тие политиката така ја разбираат. Јас сега имам можност да ги гледам тие кои што беа прв тим на СДСМ во владата одблиску во собранието. И јас одговорно го тврдам ова. Немам јас тука респект колегијален дека се гледам со нив секој ден, па и да нема да ги критикувам на телевизија. Ние можеме да зборуваме и да не се согласуваме за идеолошки позиции од аспект на економија, од аспект на животна средина и така натаму, општествени сфери, но нема компромис. Нема простување, нема коректност кога некој сака да го исече дрвото кое што ние го растеме со генерации. Тие луѓе, освен што имаат интерес да дојдат и да ги запоследнат повторно институциите, за да го прават она што го правеа 7 години, немаат никаков друг интерес. Ние немаме за тргување ништо, а тие позади нив секогаш кога дојдат на власт тргуваат со национални елементи на оваа држава. Вие знаете подобро од мене, од 90-тите до сега. Вчера имавме еден многу убав настан во Ѓорче Петров на кој што го одбележавме 105 годишнината од заминувањето на Ѓорче Петров на другиот свет. Метафорички да се изразам, прекрасен говор имаше премиерот. И тој настан ние го правиме 5 години, го почнавме во жестока опозиција, бидејќи сакавме да укажеме дека и без разлика некој ако го напушти во земскиот свет, дури и 105 години подоцна, идејата е безвременска и има следбеници. Историската генеза на ВМРО ДПМН се постулатите, идеологијата, идејата и каузата на историското ВМРО. За разлика пак, СДСМ има некоја си историска нишка која што влече од одреден дел од поствоената Македонија, во која што биле луѓе кои што до крајот на нивниот живот, дури и после независноста, се уште слугувале на Београд. Тие се луѓе кои што во миговите на формирањето на македонската држава, додека едни ја предлагаат декларацијата за независност, другите бараат да се интонира и југословенската химна. Тие се луѓе кои што во нивната генеза имаат порив да служат на странски центри. И затоа ние со нив не можеме да се разбереме.
Затоа тие луѓе имаат запоседнато и тоа со генерации многу успешно го прават како и сега што го прават. Лјупчо, сега во моментов и ова отворено го кажувам, имаат инсталации во обвинителството, имаат инсталации во судството. Многу чудно, ете ќе го спомнам, се надевам дека нема да ми замери, поранешниот министер за транспорт Милија Јанакиевски, човекот со години беше во притвор. Секогаш кога им требаше нешто на СДСМ да прикријат некој скандал, човекот одеше во притвор. Нивниот поранешен председател за милионски подкуп, инфлагранти фатен како наместил тендер, за 3 дена го пушти од шутка да се прошета како на плажа. Случајот мазот стотици милиони евра го пуштија и сврзнат киво истиот обвинител. Кажа премиерот пред некој ден на пратенички прашања. Овој народ многу го фрустрира тоа што го гледа Зоран Заев на јахти. Овој народ многу го фрустрира тоа што го гледа Венко Филипчев во Дубај. Овој народ многу го фрустрира тоа што ги гледа ние во собранието, кои што наместо да даваат одговори пред суди и седат онаму, користејќи го пратеничкиот имунитет, напаѓаат, клеветат, инсинуираат и продолжуваат да лажат. Тоа е разликата помеѓу нас и помеѓу нив. Тоа е начинот на кој што тие одбираат да водат политика и да се однесуваат во општествениот живот. Цел живот, дали бил политички активен или не бил општествено активен, служат на туѓи странски центри, додека ние 35 години го чистиме нивниот неред. Така било и така ќе биде за жал. Зошто Бојан толку ги плаши опозицијата? Па опозицијата според нивните убедувања се оние луѓе кои што би требало да избегаат нели од Македонија, фрлајки камен назад, не е така. Најчесто бегаат патриотите, си шетал низ светот, сум шетал. Така е. Тоа се луѓе изгорени за Македонија. Сега, зошто се плашат СДСМ ако се толку нели добра партија со либерални ставови, под фактот дека нели луѓето се на страна живеат во посериозни нели демократи, постари демократи, не подобри од нас, но зошто се плашат од тие луѓе? Башка тие не гласаат за целиот изборен процес, има неколку нели како што имаше порано изборни единици, Америка со Јужна, овој дел од светот со тоа, ќе се биде посебно еднодуј не се плаши. СДС побелеле од страф, од гласање на диаспората, повторно многу симптоматично, не би требало да има таква логика, нели? Што ги плашат нашинците од диаспората? СДСМ има еден синдром од диаспората кој што се граничи дури и со омраза, бидејќи кога се случи онаа политичка криза 2014-та, 15-та, нив во суштински интерес беше да се забрани било какво учество на диаспората во внатрешниот политички и општествен живот во Македонија, бидејќи најголем дел од луѓето кои што се излезени надвор од државата, се излезени од причини кои што се направени токму од СДСМ. Дали таа повозрасна генерација која што избегала бидејќи тука немало место за национално освестените луѓе. Зборувам сега за предтранзицијата, за национално освестените луѓе за кои што тука немало место за нив. Потоа доаѓа независноста. СДСМ 200.000 луѓе изврка на улица. Тие луѓе немаа каде да одат, немаа што да прават. Многу често јас сретнувам луѓе од вашата генерација, Лјупчо, кои што во тоа време биле можеби средношколци и студенти на кои што двајцата родители им биле избркани од работа од СДСМ. Ете, вие сте делегат на таа генерација. Вие сте делегат на таа генерација и знаете колку било тешко да се врзе крај со крај кога двајцата родители одеднаш ќе ви завршат на улица, а таа фирма ќе ја купи некој кој што е близок до тогашното раководство на СДСМ. Понатаму, ограничувањето во образованието, порано вие добро се сеќавате колку беше скапа партиципацијата на факултетот. Зошто? За да може да не малтретира таткото кој што ќе биде министер за надворешни работи, па за МВР, пак има скандали, па председателски кандидат, за сега синот да дојде да не малтретира. Бидејќи порано не можеше Лјупчо Цветановски, Бојан Стојановски да се запишат на факултет затоа што беше скапо. 2000 денари беше студентскиот кредит, 2500 денари беше стипендијата месечно. Апсолутно. Сега неограничено цркавица. Апсолутно. Ние ги намаливме тие партиципацијата. Дигната е стипендијата. Почнавме да ја намалуваме невработеноста, да им дадеме шанса на тие луѓе, да им дадеме можност на тие луѓе. Сите оние кои што си заминале тука, заминале заради погрешно последените политики на СДСМ. Затоа СДСМ не сака нашинците во диаспората да гласат. Бидејќи тие луѓе без разлика колку илјадници километри се од тука далеку, имаат здраво изградено национално ткиво и гледаат што се случува на нашата држава. Сега доаѓаме тука до еден друг заклучок. Кога требаше да се гласа за референдумот за кој што тие не обедуваа дека ќе почне да тече мед, млеко, да го смениме името, дека ќе има бесплатно здравство, не знам какво образование и сети нешто, тогаш дозволуваа диаспора да гласа. Тогаш нашата диаспора се организираше и тие кои што одеа послушници на Заев да гласаат, ги пречека така како што заслужија. Затоа СДСМ бега од тоа. Бидејќи никој од СДСМ не сака да се соочи со национално освестен човек кој што знае, цени, кој ли мисли добро на оваа држава. Еве ќе кажам само уште еден аргумент за крај. Кога ние
Заминавме од власта 2017-18 година. За година дена подоцна направивме еден велелепен собир пред владата со македонски знамења, со македонски фолклор, со македонски национални обележи и кажавме дека нема да го поддржиме тоа што СДСМ го испрема на оваа држава. 2 години се поминати сега. Дали сте виделе вие некој посериозен собир на СДСМ каде што има повеќе од 25 луѓе, од кои што се 20 функционери на партијата, прочитани се како книга. Само нека престанат да прават штета на македонското национално изградено ткиво. Не е во ред према оваа држава, бидејќи оваа држава им дава плата, овие граѓани ги плаќаат, овие граѓани 35 години ги трпат и на грбот на овие граѓани тие 35 години барем глумат дека се политичка партија која што им мисли добро на оваа држава. Така многумина велат кај ќе ни беше крајот доколку не постои, односно не го правеа тоа што го прават, но имаме и други теми за разговор. Ќе зборуваме за законот за игри на среќа кој што се донесе. Многумина беа скептици дека ќе го направите тоа и дека ќе издржите, издржавте. Уште една работа која што беше дел од ветувањата. Се враќаме веднаш по рекламите со нас е Бојан Стојановски. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Бојан, во парламентот денеска помина новиот закон за игри на среќа. Предполагам многу работи, меѓу другото и оддалеченост на казината 500 метри од училиштата, така што работи кои што многумина мислеа дека нема да обстоите заради реакциите, та биле 10.000 луѓе, ворот никој нема ништо против тоа што го работат, но може да се тргнат малку на страна, тоа беше реакцијата на сите здраворазумни луѓе, но еве, иако многумина мислеа дека нема да издржите, како што мислеа дека нема да издржите и со ДУИ, како што мислеа дека нема да издржите со бугарите во устав, еве, уште една причина некој да рече аферим, добро, ова е многу битна работа за македонското општество. Многу важна работа. Денеска во собранието беше изгласан законот за игри на среќа, кој што има неколку работи кои што би сакал граѓаните да ги знаат. Прво, дислоцирање на 500 метри од училиштата на објектите во кои што се приредуваат игри на среќа, нешто што е важно, нешто што е многу беше многу потребно, нешто што е поздравено од граѓаните. Понатаму намалување на оние светилки кои што изгледаа како светлички шоуа на само една обична табла со димензии 100 на 30. Оние излози кои што изгледаа блескаво и интересно, исто така ќе бидат заменети со еднобојни излози. Да не бидеме Лас Вегас. Апсолутно. Вградување на GPS уреди во апаратите за да во реал тајм се следи нивната положба. Начинот на кој што ќе може да се рекламираат овие приредувачи, како и задолжително воведување на дисклеймер кој, како и што може да влезе во тие објекти, така да што сето ова е нешто кое што се зборува во македонското општество десетина години и еве конечно денеска, на моја огромно задоволство, дојде моментот тој закон да се изгласи, уште еднаш да покажеме дека нешто ако сме го кажале кон граѓаните и тоа ќе го реализираме. Втора работа за која што сега ќе започнеме да операционализираме веќе во напредна фаза во Министерството за финансии се работи и закон кој што ќе ги регулира продавниците на пари, бидејќи ова во претходните 10 години стана една епидемија во државата и ете конечно без разлика на цената која што ние би ја платиле од аспект на сериозноста и моќноста на тие компании кои што седат позади овие игри на среќа, кажавме, ветивме, реализиравме, денеска законот е изгласан во собранието. Искрено, претпоставам дека имавте многу притисоци токму од овие што ги спомена. Имавме, да. Имавме, но ние тоа не беше во нашата програма, ние тоа го ветивме. Разликата помеѓу претходната влада и оваа сега е тоа што сакајки да изиграат на чувствата на граѓаните дека 500 метри ќе се дислоцираат овие објекти каде што се приредуваат игри на среќа, сака да вметнат во законот еден фотомодел за формирање на уште едно друштво покрај Државна лотарија на Македонија каде што ќе може да се приредуваат игри на среќа. Тоа беше една инсталација на ДУИ, ја водеше Артан Груби. Сега тоа го нема, а сите овие барања кои што ги има граѓаните од нас се исполнети. Сакам тука да апелирам до една категорија на луѓе која што многу ја ценам и ја почитувам. Тоа се оние кои што се вработени во таа индустрија. Никој нема да биде избркан од работа и никој нема да остане без работа, бидејќи водевме сметка и за нив. Оставивме одреден период на приспособување на тие компании нели кон ново настанатите услови во законот за игри на среќа, така да сето она кое што досега тие луѓе велат дека би го изгубиле нема да го загубат, а од друга страна им оставаме доволен простор на оние кои што се во таа индустрија согласно одредбите во новиот закон да се реорганизираат и никој од тие луѓе нема да го загуби своето работно место.
бидејќи ние сега враќаме назад со години нешто што било либерализирано и создаваме еден ред кој што знаете како ќе го намалите вие политичкиот шум, за многу скоро од сега граѓаните ќе видат што се придобивките од овој закон реално, кога повеќе нема да ги гледаат тие светлички шоуа, кога повеќе нема да мислат дека градовите во Република Македонија се Лас Вегас, кога ќе ги видат таблите кои што тотално се неприметливи, кога ќе видат како тие места се обложени, колку се тие места далеко од таму каде што сега ги навикнале, ќе сватат дека ние навистина сме направиле една работа што беше насушно потребна. До училиштето каде што учат моите ќерки, казиното е оддалечено 10 метри во Влај. Така што мислам и најголемата придобивка децата одејќи на училиште да не гледаат како до нив стои коцкарница со огромни паноа и тоа да им биде нешто како најнормално нешто. Конкретно знам бидејќи ја живеам во близина на тоа место, во Ѓорче Петров, тие казина ќе бидат дисоцирани. Ете, тоа е еден од погодностите кои што овој закон ги носи до граѓаните. И тоа многу брзо ќе го видат. Една голема разлика, ако се вратиме назад, а па и не назад, туку и сегашноста некој во домашен притвор за тоа, се вика поврзано со лотарија на Македонија, криминалот таму, игрите на среќа, уште некој од дуи беше и во бегство, пропарем ли се викаше, од СДС имаше некои луѓе, како очекувавме, можеше некој воопшто да очекува од луѓе кои што ги има брснато рацете во медот на игрите со среќа да направи нешто вакво, тоа е малку нели се граничи со верували или не. Па знаете како СДСМ имаше некој интересен став во однос на ова, побараа јавна расправа, сметајќи дека ќе направат политички момент дека ние нема да ја прифатиме. Не само што ја прифативме јавната расправа, туку 80% од предложените амандмани беа прифатени. Еден од тие амандмани кој што мене ми е навистина многу мило што се прифати и што министерката која што е подносител, министерката за финансии, го вметна тоа, веднаш се согласи на седницата, е повторно да го вратиме текстот на делот од законот кој што упатува на тоа дека дел од средствата кои што ќе се прибрани по овој основ ќе отидат кај националните здруженија на лица со попреченост, кај Црвениот крст и така натака. Значи, уште еднаш да повторам, сега сама мислеше дека ние ќе избегаме, ние ја прифативме јавната расправа и од 80% од укажувањата на тие кои што беа присутни таму, без ниту еден од експертите ВМРО ДПМН да го покани, се тоа поканети од опозицијата, ние ги прифативме и ги внесовме во законот, нешто што треба да се поздрави, додека левица тука повторно се обиде да игра од аспект на политика на рил на Facebook профил, да предложи одредени поостри законски решенија кои што се свесни дека не може да се во нашата држава имплементираат, за денеска да го сменат ставот од кога беа соочени на самата комисиска расправа со аргументите дека се неискрени, денеска да кажат ние нема да гласаме никако, бидејќи сепак сакаме нешто да се регулира тоа што вие го нудите, бидејќи тие сметаат дека ние ќе блефираме. Тие сметаат дека си имаат работа со овие од СДСМ и од ДУИ, каде што ќе дојде Артен во собранието, ќе ги притисне овие од ДУИ, тие ќе паднат во несвест, ќе се исплашат, све ќе му изгласаат, па ќе треба да доаѓа некој да му прави притисок на Пендаровски, тој да го потпише. Ние така не водиме политика. Ако сме кажале нешто ќе го истераме до крај, ќе го истераме до крај. Кажавме дека без разлика на политичката цена се извинувам, што некој би ја платил, ќе се дислоцираат казината, ќе се намалат рекламите, ќе се забрани такво агресивно рекламирање, ќе има GPS на сите апарати кои што се дел од таа индустрија и она кое што е најважно, ќе има дисклеймер и ќе укажува на агресивно одвраќање на граѓаните од влегување во таквите места. Една од работите во кои што истрајавте целосно, како што спомнав и ДУИ, останувањето во опозиција беше непоимливо за многумина, мислеа дека тоа е шега првоаприлска, но испадна дека не е така. Многу повеќе не веруваа на вносот на бугарите во уставот, ќе паднете под притисоците, особено како влада, во опозиција било друго. Не било така. Уште една придобивка од овие 2 години кои што ги навршивте на власт е ова, мислам дека е една од најголемите ова со обложувалниците, односно со казината. Но и една друга работа која што обстојавте и заради која што на СДСМ ќе им стои на чест, мислам, историска грешка, што би рекол нивниот поранешен оној премиер црпнат од нивата самиот си кажа, тешка геостратешка грешка. Не го поддржаа СЕФСИТИ. 40% помалку загинати имаме заради нешто што се направи, некој не го поддржа СЕФСИТИ. Тоа мислам дека треба да остане, граѓаните да не заборават. Популизмот на приказката ќе не се леделе геоамити. Така, да. Сето тоа беа небулози. Истото сега го слушаме за изборниот законник. Но еве,
Тогаш го слушавме Safe City, последниот податок беше промовиран деновиве, 40% помалку смртни случаи. Што повеќе имаме да кажем? И тоа земено на територијата на СВР, на СВР, каде што тој систем е инсталиран. Да. Сега тој систем се инсталира и на повеќе СВР, на повеќе градови во државата, што значи дека тој процент дополнително ќе падне. А апропо тоа, ако ние го видиме процентот на оние кои што се хоспитализирани на травматологија како жртви на сообраќајки, повредени и така натаму, ќе видите дека тој процент е уште поголем. Што значи дека направивме сепак нешто добро за нашата држава. Еден човечки живот повеќе да спасиме. Еднаш Бојан, од тоа историја за Македонија, знаејќи како се водиш, имавме ден без поминување на црвено светло. Тоа е научна фантастика беше. Тоа беше добар ден, по 10 души пред тебе одеа на секоја раскрсница. Така. И самиот сообраќај во Скопје е порелаксиран. Значи покажавме дека како општество можеме да се прилагодиме на еден ваков систем кој што функционира на овој начин. Знаете каде СДСМ ја прави клучната грешка, што тргнуваат од субјективниот аспект како тие би имплементирале некоја политика и сметаат дека ние не сме доволно сериозни во тоа што го правиме. СДСМ е на група на луѓе која што они секогаш носат политики и критикуваат во јавноста согласно на тоа како тие би ги воделе политиките, додека овие пак другиве потикнуваат само нихилизам. И во општеството создаваат една атмосфера која што е неиздржлива за огромен процент од граѓаните кои што одлучуваат да се заминат и тие цело време најдобро пловат тогаш кога е матно и тогаш кога има огромно ниво на негативна енергија, дека оваа држава не може да опстои, дека оваа држава секогаш постои само за некој да дојде да украде, дека во оваа држава секогаш ќе има некој како Зоран Заев кој што ќе дојде до власта и безочно ќе го краде македонскиот народ. Тоа не е така. Затоа ние секогаш велиме, дајте му време на времето, времето е најдобар показател кој бил сериозен во своите намери, кој имал намера само да дојде и да прибави нешто противзаконски во своја корист. И затоа и сега велиме кога се работи, вие тоа убаво го кажавте, и за оваа борба која што имаме ние за зачување на македонскиот национален интерес. Неспоредливо е. Времето ќе покаже дека сме биле во право и времето ќе покаже дека маратонот кој што ние го трчаме на ваквиот начин ќе ја донесе Македонија до крајната цел, тоа е членство на Европската унија, но со заштитен идентитет и достоинствено, не на начинот на кој што досега ни кажуваат дека само така е возможно. Кога сме кај националните прашања и настапот, ако можеме само да го споредиме, може да се подсетиме на настапите на Зоран Заев и на Таче Ковачевски, на светски форуми и настани. Можеме да се подсетиме како тоа се случува денеска. Еве настапот на министерот Муцунски викендов, мислам доволно. Да не зборуваме за Бујар Османи Пендиков и сето тоа, но еве Бојан, за крај ти си повеќе и по економијата, нели, преку комисијата и преку се, но имаме податоци кои што кажуваат многу. Зборуваме, 6 автопати, инфраструктурен бум, железници и сето тоа. 3,5 пати помала инфлација споредбено со 2022 во време на нафтена криза, тогаш имаше друг тип, но 3,5 пати 14,5%, сега е 4,5%. 6 пати помала инфлација на нафтените деривати среде нафтена криза, меѓу другото. Толку и толку насто зголемена плата, 8.000 денари во рамки на толку и толку кратко време. Многу податоци кои што зборуваат дека државата оди напред и повторно ќе се вратиме за жал дека некому тоа не му одговара затоа што нели ловориките не идат на нивната адреса, тоа значи нешто што оди надолу, ама тие одат надолу. Така што еве твое гледање на овие 2 години, што се направи и има ли разлика, што би рекле нашега? Секогаш кога зборуваме за економија и за животен стандард, треба да признаеме една работа, особено кога сме на власт, дали е добро, не е добро. Дали може подобро? Секако може подобро. Дали треба секој атом и секоја секунда нашето време да го трошиме во таа насока? Да, треба да го трошиме во таа насока. Од друга страна пак, јас многу сакам да зборувам за бројки и секогаш гледам дека кога зборуваме со бројки, граѓаните кои што тешко живеат, тоа не го примаат соодветно на начинот на кој што ние го кажуваме, потпомогнати од одредени ботови кои што шират хистерија дека тоа што ние го зборуваме не е вистина. Секоја бројка што ние ќе ја кажеме доаѓа од Државниот завод за статистика. Факт е дека во Република Македонија просечната нето плата за 2 години е повисока за 8.000 денари. Факт е дека расте индустриското производство. Факт е дека се направени и се создадени нови 17.000 работни места. Факт е дека градежништвото пораснало за 2%, за двоцифрена бројка проценти. Факт е дека во Македонија во овој момент ќе почнат и се градат 6 нови автопати. Факт е дека разговараме за брза пруга.
Факт е дека го дигитализираме општеството и факт е дека го помагаме домашното стопанство и носиме странски директни инвестиции. Сето она кое што ние го гледаме како економски индикатор укажува на тоа дека македонската економија закрепнува и дека македонската економија во наредниот период ќе го даде ефектот за граѓаните да го почувствуваат ова кое што ние сега го зборуваме. Во моментов најактуелен инструмент во економската состојба е ребалансот во буџетот. Она кое што јас би сакал да им го кажам на граѓаните се две бројки кои што сакам да ги запомнат. 900 милиони денари намалуваме на стоки и услуги, ипак иако се историски најниски. И втора работа што е многу важно, 5,8 милиарди денари или над 12% повеќе додаваме во капитални инвестиции, нешто што досега во 35 години се нема случено. Во овие први 6 месеци сите средства кои што беа за капитални инвестиции се искористени близу 85-90% за првите 6 месеци. Сега ќе додадеме нови средства, бидејќи до крајот на годината сакаме да ги изреализираме сите проекти кои што сме ги ветиле на граѓаните. Што значи тоа? Преку мултипликативниот ефект на градежништвото да можеме 8 квартал, 9 квартал, 10 квартал поред да достигнеме раст над 3%. Тоа е она кое што ние сме се зафатиле, тоа е она кое што ние го правиме, тоа е она за кое што ние постоиме и овие бројки ќе ги кажувам се до последниот ден од нашиот мандат, бидејќи граѓаните заслужуваат да ги слушнат. Јас не барам од нив да бидат задоволни од нас. Ја барам од нив да очекуваат повеќе, да бараат повеќе, бидејќи ние за тоа постоиме. Ако успеавме досега да ги кренеме пензиите за 32% во просек, 7.000 денари секој еден пензионер. Ако успеавме да ги почкачиме платите во здравството, во образованието, во полицијата, во армијата, во администрацијата, ако успеавме да пласираме над 250 милиони евра кредит во стопанството, што укажува дека е порасната индустријата, особено преработувачката, сме на добар пат, имаме визија, имаме стратегија и знаеме каде одиме. Тешко е, наследивме држава која што е распадната, за 2 години имаме вратено 4,5 милиарди евра долгови, повторувам 4,5 милиарди туѓи долгови кои што некој други направил. До 2031 имаме да вратиме уште 9 милиарди долгови, ќе успееме и тоа ќе го направиме и нема да имаат граѓаните проблем ниту со плати, ниту со пензии, ниту стопанството, ниту индустријата. Така ние замислуваме дека треба да изгледа економската состојба во државата. Ти дојде од собрание, заминуваш после емисијата, повторно во собрание. Ти благодарам што одвои време да бидеш мој гост. Ти благодарам, Љупчо, на поканата, секогаш е чест да поразговарам со тебе. Ми беше чест, И искрено. на мене исто. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.